Ја може би не сум толку голем оратор како Тони, малце глумам како него го понекад имитирам, не ми успева, пошто немам заби. Ја ќе се обидам нешто да ви кажам, нешто вака на срце што ми лежи. Што би рекол некој, ќе почнам од Александар па нааму, па дока стигнеме до таму. Значи, од Александар Македонски, цар Самуил, иринденците, партизаните, бранителите 2001. Секогаш постоеле македонци кои со својата крв ќе се вградат во темелите за да ние денес кодека постоиме. Тоа е вечната вистина. И кога беше најпотребно, сега на 9 и 10 мај, уште 8 македонци со својата крв ни овозможија да живееме и да продолжиме да се дружиме заедно и да ја чуваме Македонија. Затоа сакам како бранител, како многу бранители од овдека со една минута молчење да им дадеме почит на загнатите сите. Слава ви. Значи, Македонија, како што спомнав, секогаш има синови ќерки кои се спремни да застанат во едината одбрана. Затоа и вие тука сте чуварите на демократијата, чуварите на Македонија. Да го чуваме сето она што оваа влада, владата на ВМРО ДПМН предводена Никола Груевски го создаде, што возможи Македонија да оди напред. Затоа сме тука. Да им кажеме што рече Тони, ќе го парафразирам неколку пати, пошто многу идеи ми краде во последно време од Фејсбук. Тие таму се за да ја продадат Македонија да уништат, а ние сме овдека должни со срце и душе да ја браниме до последна капка крв. Затоа сме тука. 2001 ме навират спомени, ќе зборувам малку за предаспати. 2001 на Македонија кога ги беше најтешко се случува настани слични што претходат и сега 2015. Тогаш јасно се сеќавам, ние бранителите кога бевме на фронт, кога влезе СДСМ во таа тогашна влада на широка коалиција, кога Владо Бучковски, продавачот на старо железо на тенковите, стана министер за одбрана, до тогаш некој на фронтот се држевме, соработувавме, но од тој ден, од тој миг, АРМ воопшто не смееше да содействува со нас, кои бевме во редовите на МВР. Значи, строго, сите линии на комуникација, сите заеднички действија на фронт беа прекинати. СДСМ ја бойкотираше војната, преку Владо Бучковски. На сите места кај што беа бранителите из Македонија јасно ќе се сетат дека има наредба да не смеат да испукат куршум, додека ние од МВР гинеме. Тоа е предавство кој највише боли и кој денеска ме вака во мислите ме враќа и тешко ми беше зошто македонци предаваат. Потоа се случија настани тој рамковен договор, нивно дело. Не знам зошто Али Ахмети го сака тој рамковен договор кога не е него подпис. Четворица предавници подпиша рамковен договор, не повеќе. Сега ќе се навратам на оваа година. Почна овие политички превирања, почнаа тие така наречени бомби, петарди или што ли се. Народот почна да зборува. Ние што поминавме таа 2001, почувствувавме во воздух дека пак нешто слично се подготвува. Наставно, секогаш на Македонија појде нешто добро, се гради, се прави за генерациите и тогаш некои странски служби ќе речат да, овие им дојде добро, љубоморни сме и ќе направи да им иде лошо. Тоа го прават денес. И тоа е предаспото. Се појави човек кој цело време наведуваше дека е бранител, дека крварел за Македонија Рачиново, и тој човек ги повика УЧК да застанат со него до рамо да ја рушат Македонија. Тоа е најголемо предавство. На нивниот митинг видовме карта на Голема банја, слика од 113-та бригада на УЧК. Па значи тие се заедно против Македонија. Тоа ние нема да им го простиме. Никогаш, ни нашите деца нема да им го простат. Македонија е се што имаме. И никогаш никој не може да ни го земе правото и чувството да сме македонци.
Зато само кратко ќе кажам. Да живее ВМРО ДПМН, начело Никола Грејски, Македонија вечна и сите ВМРО сте бранители и чували на демократијата. Да сте живи и здрави.